Ова повеќечлено семејство од Пакистан конечно доби чиста и безбедна вода за пиење. Сега ќе нема потреба да патуваат со километри за да ја изгаснат джетта. Благодарение на добронамерници од Северна Македонија кои донираат средства, досега се изградени повеќе од 500 помали пумпи само во Пакистан. 26 годишниот Сеид Сеидију од дебарското село Скудриње, кој е еден од иницијаторите, вели дека донираат не само локални жители од земјава, туку и селеници во странство. Таква пумпа или чешма, значи ја користат локално во неколку 3-4 околни куќи што се. Изградили 40 на поголеми бунари во Африка, во Уганда, Зимбабве и Судан, од кои со вода за пиење се снабдуваат цели населби, од каде желбата и идејата да се помогне. Ние посебно значи во нашиот крај често се случува имаме некој значи проблем и недостаток на вода и знаеме како е значи во денешно време да се случи на час, 2, 3 да немаме вода и одма значи не фаќа паника. Замислете луѓе значи што живееле пример години без да имаат она чиста вода за пиење. Некој да треба да патува километар или 2 за да дојде до вода за пиење. Сеид вели дека се почнало пред неколку години, кога во комуникација со луѓе од Босна кои веќе правеле бунари, направиле неколку поголеми во Африка. Собирале донации, но интересот вели станува се поголем. Кој е во можност донира бунар, дали чешма од помалите. Поголемите во Африка се 900 евра, помалите се по 350 евра, тие се чешми кои ги правиме во Пакистан. Но не само бунари, изградени се и две џамии кои го носат името Македонија, едната во Уганда, другата во Зимбабве. Има луѓе, значи кои нормално обавуваат 5 пати молитва кај муслиманите, тоа знаеме, но најблиската џамија значи некаде им била 10 до 15 километри. Ни понудија, значи ако може да се собере одредена донација за да се направи џамија во местото каде што живеат. Јас значи она само иницијативно пробав, известив некои мои пријатели, пошто сами нормално значи сумата беше малку поскапа и не можев сам да си го дозволам тоа. И значи брзо за околу недела две се собраа средствата и ја уплатиме џамијата. Следниот нивни проект е изградба на дом за две фамилии во Пакистан, едно од подрачјата вели Сеид, каде доста луѓе и назима живеат по чатори. Негова желба еден ден директно да ги посети овие краишта и на лице место да се увери во се она што успеале да го направат. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.